Влезе во историјата на македонскиот фудбал за нешто повеќе од еден месец, играше за 3 наши репрезентации, но сепак тоа е една репрезентацијата на Македонија. Веројатно овој месец ќе ти остане во трајно сеќавање. Какви импресии носиш од дебитот на европското првенство? Па добро, најпрво премногу сум среќен што сум дел од оваа репрезентација, што сме на европско првенство. Тоа ќе ми остане највише што до сега што сум бил дел од репрезентациите и се надевам дека ќе има уште вакви моменти у мојата кариера и дел од фудбалот. Секако дека сум премногу среќен, иако не е многу успешно, али мислам дека до тука е премногу голем успех што стигнавме. Се надевам дека вака ќе продолжиме и понатака и со другите генерации. Од дебитот за репрезентацијата против Шпанија, влегувањето во игра на првиот надпревар, она што го донесовте заедно со Ѓоргов против Србија, ми се чини дека јавноста ве гледа со едни поинаки очи. Дали тоа го чувствувате дека македонската јавност го бара Елмаз во тимот? Па, тоа да, може да се каже, али тоа е ипак јавноста може све да пишува, али мислам дека тоа е на селекторот што ќе каже, што ќе ја поштам таа изјава на селекторот, дали он ќе ме стави у составот или не, тоа не е најмалце битно. Јас сум среќен и што сум тука и што сум дел од оваа фамилија голема, па тоа не ми е толку битно. Како се подготвувате за Португалија? Па спремни сме максимално, сконцентрирани и идеме кој на секој надпревар да победиме, само здравје, па ќе видиме што ќе се случува на надпреварите. Она што ни падна во очи на првите надпревари е што имаме така наречена црна дупка. После 60-та минута против Шпанија паднавме, одигравме скромно прво полувреме против селекцијата на Србија. Како континуитетот и ритмот да го задржиме подолго, 90 минути ако се може? Па добро, тој надпревар скоро више беше, како да ви кажам, више скроз на полза на шпанците, пошто шпанците више доминира повише од вториот дел, више они почнаа да доминираат стварно на надпреварот, пошто не само што ние паднавме малку, пошто и резултатот своето си го правеше и затоа мислам дека беше потешко више да се надигра една таква Шпанија во вториот дел. Благодарам и многу успех на надпреварот. Фала.